Техничкиот факултет во Битола од Министерството за образование и наука доби амин за квоти на сите студиски програми за 590 студенти на постојните машинство, електроенергетски системи, графичко инженерство, индустриско инженерство и менаџмент. За изненадување годинава добија изголемена квота на една студиска програма за академската 2016-2017 година. Квотата на студиските програми од сообраќај и транспорта, тоа се 3: сообраќајно-транспортно инженерство, сообраќајно-транспортни технологии и системи и сообраќајно-транспортна телематика, да добиеме зголемување на квота и имаме негде од прилика вкупен број 130 студенти на сите 3 студиски програми. Сите студиски програми се акредитирани во 2011-2012 година и се со рок на важење во прв циклус од 5 години. Ние годинава добивме на постојната студиска програма квота од 50 студенти вкупно на студиска програма Инженерство и заштита на животна и работна средина, на која што имаме и 2 модули. Значи имаме првиот модул е заштита на животна средина, вториот е заштита на работна средина. Со тоа што на истава студиска програма имаме втор циклус на студии кој што функционира и досега. Пазарот на трудот, како и законот, ја диктира потребата од ваков кадар кој од годинава на 50 студенти им го овозможува Техничкиот факултет од Битола. И во законска регулатива е влезено дека секоја организација треба да има инженер за заштита на животна и работна средина, со кое што и ова е повеќе од аспект на заштита на вработените во индустријските капацитети и во сите други организации, значи предпријатија, приватни, јавни, независно акционерски друштва какви се. Значи секој предпријатие со поголем број на вработени треба да има и лице кое што е овластено за да се занимава со оваа проблематика. Првиот уписен рок на Универзитетот Свети Климент Охридски годинава е на 15, 16 и 17 август, вториот на 1 и 2 и третиот на 14 септември.